Не остана речиси ниту еден функционер од социјалдемократите кој во изминативе 7 години не се обележи со скандал. Од вчера на таа листа е и партискиот портпарол Дарко Каевски, кого обвинителството го товари за злоупотреба на службената положба во времето додека беше директор на Агенцијата за млади и спорт. Обвинителката Лидија Раичевиќ ќе ги гони и Наумче Мојсовски, актуелен директор, но и председателот на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димевски. Антикорупционерите уште лани во февруари алармираа дека нешто во работата на државната агенција не штима. Тогаш антикорупцијска посочи дека Централната комисија доделува воучери во вредност од милиарда денари годишно по разни основи, без никаква отчетност како се трошат овие пари. Произлегува дека недостасува уредна документација за наменско користење на средствата и она што е карактеристично за поголемиот дел од корисници на ваучер системот за финансирање на спортот е дека нема податоци и документација за наменското трошење на средствата. Тоа појава се случувала во континуитет и тоа се однесува не само за актуелниот директор, туку и за претходниот, како и за сите членови на централните комисии што одлучувале за доделување на средствата од даночно ослободување, односно од ваучерите. Освен кривично гонење, од владата беше побарано да го разреши Мојсовски поради сомнежи за злоупотреби на ваучер системот на финансирање фондации и спортски клубови, а тој пак најави тужба против ДКСК. Обвинителниот предлог кој е доставен до кривичен, од каде се чека решение дали ќе бидат прифатени мерките за предпазливост, опфаќа вкупно 12 осомничени. Каевски, Мојсовски и Димевски отфрлаат секаква вина и за нив било тенденциозно постапувањето на обвинителството. Ниту сум можел, ниту сум влијаел. Ниту сум поттикнувал било кој од Централната комисија. Особено што е менувано од друг орган надлежен по закон, на владина седница. Дополнително, сите членови во своите изјави кажале дека не сум присуствувал на работа на комисијата, ниту сум давал сугестии. Се е јасно. Ги сметам за тенденциозни, мистериозно протечените информации во јавноста. Очигледен е и тајмингот и намерат. Очекувам транспарентна постапка во која моите тврдења целосно ќе се потврдат, а ќе докажат дека токму оваа хајка во јавноста против мене е само алатка за заплашување пред вториот круг претседателски и парламентарни избори. Со големо задоволство ќе соработувам со судот, каде мора да дојдеме до вистинските заклучоци. И при тоа да не оставаме простор за понатамошни шпекулации и инсинуации. Ваучерите кои почнаа да се доделуваат во 2018 година за финансирање на спортот се најавуваа како систем токму за заштита од финансиски малверзации.